Добар ден, почитувани. Време е да бидете повторно со Црвена линија и денес ве ставаме пред нов предизвик. Ке подсетам дека од минатата недела имаме и нов број, тоа е 02-307-0005. Запишете, и да не запишете, секако веќе го гледате на екраните, но што е најважно, доколку завртите, 5 линии се активни, што значи многу брзо и во поголем број, верувам, ке ве има, ке бидете вклучени во денешната дискусија. А зашто ке зборуваме денес? Со конички скок до македонско државјанство. За проверка на адреса Ќотек. Откако пукна скандалот, владата допрва ке проверува како се делат македонски пасоши. Има ли согласна процедура за добивање македонски пасош? Тоа е она за што ќе зборуваме денес во Црвена линија, а оние кои што ќе се вклучат, секако ќе ги потпрашаме или прво нешто што ќе ги прашаме, што е најважно за добивање на македонски пасош според вас? Меѓу другото, ќе ве потсетам задолжително да не заследите на социјалните мрежи. Нашиот профил е Црвена линија секако на Facebook, но заследете го и профилот на телевизија Телма, каде ги објавуваме нашите теми, па така ја објавивме денес и ова. А особено ни е важно да бидете дел и од Инстаграмското семејство, каде што доколку не заследите на Инстаграм, ќе можете директно на Инстаграм стори да кликнете, да учествувате во денешната анкета. А денес ве прашуваме, има ли уште врвни спортисти со македонски пасош за кој никој не знае? Одговарате со да или не, а резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. А сега е време и да го погледнеме прилогот на Миомир Серафимовиќ. Актуелниот скандал со еквестријан државјанството на Онишченко донесе молк на надлежните органи, но и нов напад врз медиумски работник од жител на Пржино, во чија куќа има живеалиште контроверзниот украинец. Бруталниот напад и простачкото однесување на собственикот на куќата на јавна површина продолжи со приведување на 67-годишниот насилник, како и кривична истрага за дело насилство. Надлежниот обвинител прво ќе земе изјави од напаѓачот и од нападнатите. Удрениот снимател побара брза правда и заштита на медиумските работници, бидејќи е нападнат додека работел, како секој ден и без никакви провокации на местото на настанот. Смена задача, без навреди, без никакви работи, значи се надевам дека ова ќе се разреши. Да се разреши и да не иде понатак. Апелирам до институциите конечно да го решат статусот не само на снимателите и на новинарите и на сите медиумски работници, да не секој напад кон нас да биде третиран како напад на службено лице. И додека медиумските работници кои ја бараат вистината за големиот скандал беа нападнати, надлежните засега само проверуваат како контроверзниот украинец Олександар Онишченко доби македонско државјанство. Безбедносната проверка на Онишченко, гонет за корупција и проституција, одела преку Агенцијата за национална безбедност, која не открила дека спортистот во конички еквестријан бил и на црната листа на САД поради ширење дезинформации и подкопување на демократијата. Директорот на АНБ Виктор Димовски беше повикан на итна седница на Собраниска надзорна комисија за утре, но денеска го известил председателот на комисијата Љупчо Пренжов дека има службено патување во Брисел. Според пратеникот Пренжов, директорот Димовски е подготвен да каже што знае за скандалот кој минал и низ АНБ, но дека може да се појави дури во петок на комисијска расправа. Ете, сега наред сте вие. Вклучуваме веднаш гледач кој што ми јавува дека го имаме на линија. Добар ден. Добар ти ден, сестра. Добро, благодарам. Да си жива, здрава. Да сте живи и здрави. Па и ве прашуваме, што е најважно за добивање македонско државјанство или пасош, според вас, после сево ова? Не знам на која тема да зборим. А не знаете темата? На Рапсор или на Гери Девер? Еве вака, со конички скок до македонско државјанство. И за проверка на адреса, како што видовме од прилогот, следуваше и Ќотек за новинарската екипа. Па според вас, има ли согласна процедура за добивање македонски пасош? Гледачот се исклучи, но како да е, 5 линии се активни, ве подсетувам 02-307
0005. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Што е најважно според вас за добивање на македонски пасош? На македонски пасош најважно да си македонец. Јас, привидејќи ви кажав, работев 30 години во полиција, не е дозволиво на секој спортиста во Република Македонија да му се дава државјанство. Еве имаме еден сега и пресен случај. Во редемцијата кошаркарска имаме државјанин на Македонија од Америка. Не знам то дали е испитано, не само за еден. Кај нас се случува за илјадници спортисти, кои се или во фудбал, или во ракомет, или во одбојк. Па во ракомет, да ви кажам право, имаме половина Русија играше во времето во репрезентацiji кометот Ѓорче Петров. Така да, овде треба нашите институции, како АНАБА, прво, како национална агенција, која што треба многу прецизно да ги проценува сите тие работи. Али тука голема улога одиграло спортскиот клуб Коњички, Олимпискиот клуб, Олимписката федерација, кои што тие даваат мислење до АНАБА за да му дадат согласност за државјанство во Република Македонија. Јас со тоа не се сложувам, затоа што не може на секој граѓанин кој не ги исполнува условите во Македонија да му се дава државјанство. Дали бил спортиста или не бил спортиста, не треба да бидеме зависници ние од странски граѓани да му даваме државјанство. Ви благодарам многу. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Ако веднаш имаме гледач, преминуваме на вас. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Според вас... Се слушаме ли? Да, се слушаме. Што е најважно за да се добие македонско државјанство? Видете, ве, молам, имам ја братучет, што има ослужено војска у Македонија, има работен стаж од Македонија у Скопје. У Скопје има работено и никако не може да дојде до пасош. Не слушате? Да, продолжете, ве слушаме. Има и војска дека служено у Република Македонија, има војска служено платено од Република Македонија, војска служено. И не може да добие никако пасош. А на секој прљави работи што прави може да добие пасош. Зошто е тоа така според вас? Па поред мене тие големите луѓе што се големите што диригираат таму, тие се криви за тоа. Добро, а имаме ли уште врвни спортисти според вас кои што со македонски пасош се, а никој не знае за нив? Слушате ви се молам, спортот и пасошот не е тоа услов, мислам. Спортот си е спорт, а пасошот државјанство на Република Македонија е друго. И не може он сега кој е спортиста да добие пасош, а има изгон таму го бркат од, не знам, од други држави. И на црна листа во Соединетите Американски држави. Да. Спортот си е спорт. Ако е спорт, може да биде у Македонија 10 дена да си го заврши спортот и да си оди. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Ќе потсетам, внимавајте на тајмерот и одиме со нов гледач. Добар ден. Ајде, добро вечер, добар ден. Добро вечер, може и така. Повелете. Па еве, системно е више. Така, Бага се ќе кажем. Како се добива македонски пасош? Зашто е битно македонскиот пасош? Зашто е битен? Да се евидентира као криминалец? Ја ти реков, колку имаме бугарски пасош и како дојдоа тие бугарски пасош? За дојдеме во Европа? Значи, ние станавме најкриминална држава. Откако ова е влада овие 5 години, станавме најкриминална држава. Земи го македонскиот пасош и немај гајле. Разбираш? Па ја зашто реков, да се ни требаше ни бугарски пасош, па ни македонски. Одма нека не направија 53-та америчка држава и амерички пасош. Зашто со америчкиот пасош ни бос стил, ова како се вика Путин што го бойкотира судот во Хаг, ништо нема да не паќа. Кажи ми кој американец кој ќе извади амерички пасош, дали некаде у било која држава оди у затвор. Според вас најлесно ли се добива македонско да направиме амерички пасош и да запишеме 5 Според вас најлесно ли се добива македонско државјанство? Имаме тамо една држава се вика Северна Каролина,
ние ќе видиме Северна Македонија, шо? Затоа имаме проблем овде. Кој ги издава? Вие не го поставувате прашање. Кој ги издава? Внимавајте на таймерот 90 секунди, се знае кој го издава државјанството, Министерството за внатрешни работи секако, а она што сакаме да слушнеме од вас е дали постои саглам процедура за добивање македонски пасош и што е најважно за да се добие наше државјанство. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав до емисијата Црвена линија. Поздрав Голем до вас поздрав и до вас. И до сите гледачи на телевизија Телма. Благодарам. За да се добие македонски пасош, како и за сегде во светот што барат граѓаните да имаат двојно државјанство, најбитни се парите. Значи има таму и еден услов, доколку се инвестираше во Република Македонија над 200.000 над 200.000 евра и повеќе, автоматски се добиваше и македонско државјанство. Така да, како што кажа, да се добие македонски пасош, нормално си требаат пари. Сега овај спортистот, Олишченко, има 2 или 3 пасоши. Значи, ако треба да му се одземе пасошот, прво треба и од другите држави да му го одземат. Така да не гледам овде некоја голема пречка зашто добил некој спортист македонски пасош. Најголемата пречка е што тој е на црната листа на Соединетите Американски држави. Има дамки црни на своето досие. Па, може би тука направиме некој си пропуст во однос на издавањето на пасошот. Значи, ако бил најверојатно ние од Агенцијата за национална безбедност, значи информациите тие ако ги добиваат од интернет и од Фејсбук, тоа е голема грешка. Така да за овој спортист не гледам некоја голема пречка зашто. Благодарам многу, внимавајте на тајмерот, сите наредни кои што ќе се вклучите, а одиме и со нов гледач. Добар ден. Браво! Здраво, секој е добро, Црвена линија. Вака би рекол, ако збориме, значи BBC ми беше на црната америчка листа, па 2001 година беше тоа, па сега е министер за финансии. Како најднаш тој изгуби тоа оцрнетоста на америчката листа, овој сега дека има руско потекло и го водат како непријател на Америка. Кога не би биле у лоша ситуација меѓу себе еден кон друг, значи американци и руси, гарант не би бил на црна листа овој тип. Ја не верам дека има толку многу гревови, колку што има тука еден куп други гревови. Да речеме, Хашим Тачи на времето беше на црна листа, па стана председател на Косово. Тој другиот Рамуш премиер беше. Значи, американците многу ја не мисле за верба, а за македонски пасош не е некој проблем да се добие. Ти аплицираш и ги добиеш. Ке даеш 2000 такса, ако не ти е на брзање. Тоа е све. Сега со они ги даваат на криминалци, тука е проблем. Речеме, пази, не го сметам за криминалец овој украинецов, има други криминалци како тој од Турска што беше. Ке подсетам да се внимава на тајмерот. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Ке подсетиме дека Онишченко е всушност украинец со руски пасош, но и македонски пасош и дел од тимот за конјички спортови кој што се подготвувал за Олимпијада. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Значи, тој ако има црни дамки во америчката и во украинската ова, Али Ахмет и Учек има црвени дамки обоени со крв. И минатиот пат кога ви реков гинат војници, дали стабилноста е дали е стабилноста, значи вие ми рековте, значи дали председателот е во опасност. Значи ако гини војската, значи дека председателот е постабилен или е понестабилен.
Значи, не се разбираме. А Значи, во однос на тоа вие ми како велите се дека председателот на една држава е многу треба да биде посигурен за Ние за да денес во биде црвена линија степен зборуваме држава. за македонското државјанство. Какви процедури се потребни? Па сите ги пишеме. Сите. И Путин нека дојде македонец, нека се пише. Пошто што има црни и црвени, да. Се исклучи најверојатно гледачот, како и да е, благодарам што се вклучивте. Меѓу другото ќе потсетам секогаш да се држиме до темата, а денес за она што зборуваме е символично кажано со конјички скок до македонско државјанство. Ве прашуваме има ли саглам процедура за добивање македонски пасош? Еве сега ќе одиме малку и кај Твитер заедницата. Ќе почнеме со твитот на Фортификација, кој што вели Миле отпржено прво им го покажа, нема да прочитаме, а после ги натепа новинарите на ТВ24. Кој тоа смее да праша шо барал Олександар Онишченко и член на СМР ДСМ е инаку Миле. Сакам тивко и полека некој борец за правда и слобода да ми збори за слобода на медиуми. Глас на Америка твитна, АНБ ке реферира пред пратениците како Олександар Онишченко добил македонско државјанство. Ако имаме гледач, ке потсетам на 023070005, имаме 5 активни линии и според вас очекуваме да слушнеме што е најважно за добивање на македонски пасош и дали воопшто имаме саглам процедури за добивање на македонско државјанство. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од црвена линија. Видете, проблемот не е во законот, проблемот е во јавниот притисок и во луѓето што бара државјанство и тие што поддржуваат. Законот си е прецизен и јасен. Условите се прецизни и јасни, но проблемот е што кога ќе се направи куршлус некој нешто, кога не може така лесно да ги помине филтрите, тогаш почне јавниот притисок. Тогаш попуштаат сите регулативи и тогаш почнуваат да се злоупотребуваат, да не речам, законите. Во дадениот случај, ние не знаеме кој и како и зошто потпишал за државјанството и не треба да знаеме, да ви кажам право. Што имаме ние граѓаните многу да знаеме кој му дал на овој пасош, кој му дал државјанство уопште. Ние го забораваме со брата Рој и тие останатите циркузи. Проблемот е што премногу се експонираат ваквите случаеви за кои би требало, знаете, сепак ние сме прогласени за нестабилна служба или соработничка држава. Овдека може да има и некоја позадина која не треба ние обичните граѓани да ја знаеме. А за регулативата е прецизна, но како кој има интерес, така ја крши за да се додворува на граѓаните. Благодарам, ке потсетам, внимавајте на тајмерот, затоа и го објавуваме 90 секунди. Во меѓувреме, ако имаме гледач, веднаш ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, да се зборуваме преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Ало? Стишете го телевизорот, зборувајте преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Дали си слушаме сега? Јас ве слушам, во црвена линија сте, повелете. Добро, фал. Ја не знам што толку фама се дигна околу овај украинец Столишенко. А каде се пред тоа да кажат за собрата Рој и негов цел сој што добие македонско државјанство? Каде е Моше Баун на шведска млекара? Ограби го народу, не плати млекото, не плати ништо и сега вај бил ваков онаков. Криминалците, каде се сега да кажат они што правеа? Според вас лесно ли се добива македонско државјанство за сите? Најлесно е да излажеш денеска у Македонија, да подметеш и да добиеш македонско државјанство. Тоа е тоа. Продолжете, имате уште време, слободно. И истото го прави и претходни и онаа влада, а сега критикуват и зборат.
Што е толку... Толку имам да кажам, немам више. Тоа би било се во ред. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Секако продолжете да гледате и понатаму. Одиме со нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден, дали сум на линија? Да, и тоа на црвена. Повелете. Благодарам. Па вака. Прво, значи, за да се стекне пасош, значи, треба да бидеш врвен стручњак, да бидеш врвен спортиста и да имаш многу пари. Ако сето тоа го поседуваш, сигурно дека можеш да добиеш пасош каде сакаш. Значи, независно од сето тоа. Значи, овдека се работи за на украинецот кој добил наш пасош, тој се пријавил дека е во конјичкиот спорт, а ние такви врвни надпреварувачи немаме и за сметка на тоа добил одобрение да добие наше државенство. Меѓутоа, тој, значи, како и сите останати, значи, го добил тоа одобрение, таму заседавале 4 комисии кои дале, значи, свое мислење позитивно, на база на тоа, значи, представниците на Министерството за внатрешни работи не можат да го одбијат. А ако треба некој да го одбие, то се тие кои што го стават првиот подпис. И ние се не треба да бараме во владата, во овој, во оној. Овдека се тие 4, значи, институции кои што не размислувале дека господинот има такво минато. Ако сакаме да бидеме како што треба, тоа ќе мора, значи, прво детално да се испита. Благодарам за јавувањето. Ако имаме гледач, веднаш еве ми јавуваат, имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме, вие сте во Црвена линија. Што е според вас најважно да се добие македонско државјанство? Па вака, пошто добро вечер да најправим, поздрав до гледачите. Голем поздрав и до вас. Пасош се добива на многу едноставен начин, поедноставен со процедури и секој обичен граѓанин, значи, треба да оди. Слика, да стави прст за идентификација и повторно приземање да го повторно за пред да го предеме пасошот, тоа си е за нас обичните луѓе. Меѓутоа, јас како што гледам, ние сме како швајцарско сирење, барем нашиот систем кој што тие 4 нивоа треба да ги помине како швајцарско сирење. Зошто? Или има некои интереси, па некој тука ги шминка работите и ги прескокнува, или е незнаење. Јас мислам дека има и од тоа и од тоа. И мој предлог е вака. Пошто израелците се доста вака во тој дел обучени и спремни се, предлагам пред да ги именуваат таму во АНАП, во она, како сега Виктор Димовски ќе дојде, ќе ни објаснува. Што има да објаснува? Треба си поднесе оставка и готово. Значи системот му потврдил. И да ги праќаат, претходно зборот ми беше, да ги праќаат тие луѓе, дали преку собрание, дали преку влада, било што, во Израел на обука. Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжете да гледате и ќе потсетам, координирајте го своето излагање со тајмингот, а тоа е 90 секунди. Добар ден или добро вечер за нов гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. И убав ден. Најубав ден, убаво попладне. Еве, вие сте во Црвена линија. Според вас, постои ли саглам процедура за добивање македонски пасош и што е најважно за добивање на истиот? Па ја мислам дека не само во Македонија, сегде ни светот, ако се работи за звучно име, мислам спортист, некој премиер, или некој фудбалер, или богаташ, зашто да не му се даде пасош? Јас се согласувам да му се даде, ако е некој богат човек. Ајде вака да ве прашам, мислам не вас, гледачите да ги прашам. Маđарот, Орбан, како го прими нашиот Никола Груевски во Маđарска? Со пари, интересот на пари. Сегде е интересот на пари, господо. Јас да е некој терорист, да е некој наркобос. Со азил е...
Со азил, да, со азил го прими, меѓутоа процедурата каква беше? Имаше потерница, имаше барање се. Да не навлегувам, немам никаква злонамера. Пример ви давам, една земја европска, земја која е член на Европа, Маđarска, видите како преста прави. Дали е тоа саглам? Што мислите вие со случајот на нашиот екс-премиер во Маđarска? И тоа не е, за нас не е, ама за некого е. Многу западноевропски земји даваат пасоши на многу луѓе, верувајте. А камоли за нас, држава Македонија, еве, например, во некој спорт, он ги презентира како македонец. И што има тука нешто? Тоа е само партиски препукавање. Мисля дека партијата, опозицијата ќе обори. Сега малку ќе ве префрлам на Твитер заедницата. Извадивме еден твит кој што е објавен на 25 јули 2020 година. Алек пишува: совршен тајминг, апсењето на Онишченко од германската полиција. Тоа се случувањата на овој датум, а секако еве ќе покажеме кој е надписот за кој што всушност се твиташе Алек на 25 јули 2020 година. Продолжуваме понатаму, вклучуваме, верувам, и нов гледач 0230700005. Добар ден или добро вечер. Добар ден. Добар ден. По мое мнение, за добивање еден пасош, најважно е да бидеш симпатичен, за да може сликата да биде добра во пасошот. Еве, јас имам два пасоша. Еден од бившата Југославија, се уште го чувам, и македонски. Девојче, знаете ли вие дека има една изрека: пара буши где бургија не буши? Овој е обвинет за пола милијарда евра и тој ќе даде 10 милиона, а нашиве лавои едва чекаат такви како него. И што се вадат као спортиста бил, ова бил. Нема врска со спортот. Има изузеток, меѓутоа овој случај се работи за пара. Сега е времето кога може во матно да се спечели. Јас мислам дека тие што дале дозвола да се даде пасош за овој човек, добро се обогатиле. Затоа и тој вчера насрна на новинарите. Затоа што многу се интересирале околу гостинот него. Според вас, дали ние се уште имаме врвни спортисти со македонски пасош за кои никој не знае ништо? Па имаме сигурно, како немаме. Благодарам, одговори се на нашето Инстаграм анкетно прашање. Ќе ве потсетам сите вие кои што не следите на Инстаграм, направете го видно што е и дадете го одговорот на ова прашање. А одиме и со нов гледач. Добар ден. Добар ден, добро вечер, црвена линија. Добро вечер. Го намаливте ли тонот на ТВ приемникот? Да. Супер, одлично, ќе се слушнеме. Според вас имаме ли саглам процедури за добивање македонски пасош? Да, секако апсолутно имаме, меѓутоа ја мислам дека требаше прво да им го објасните на гледачите која да им објасните процедурата за добивање на пасош на странци, бидејќи како што слушам се уа многу лаици во програмата. Лаици кои апсолутно кажуваат невистини, зборат лаги во однос на тоа требало да биде човек убав, не знам како се. Процедурата си е точно назначена во законот за странци. И се знае за законот за добивање на патна исправа за странци. Само сакам да кажам зошто кога Боме Келе и донесе 4-то место на Македонија во кошарка, со кошаркарската репрезентација, никој не реагираше, туку сите излегува на поштадот и го дочекаа како гост. Боме Келе се реагираше со оглед на тоа што за Онишченко се наоѓа на црната листа на Соединетите Американски држави. Да, меѓутоа можеби има и многу и криминално досие, проституција и така натаму, значи затоа се зборува за него.
Значи, без разлика, ние, нашите комисии низ кои поминал, оцениле дека тој човек како спортиста треба да добие пасош, а не да добие како криминалец во однос на затоа што знаете што криминалот кој он го направил, дали е веродостојно дека ако некој наш добие пасош во Америка, а бил криминалец во Македонија, на Америка и значи дека бил на црна листа во Македонија. Добро, благодарам многу за јавувањето и ве слушаме најразлични видувања, ставови, па е време и за ново видување. Добар ден. Добар ден, добра вечер Македонија. Добро вечер. Па, за жал, со оваа власт само криминалци и убијци, наркодилери средски добиваат македонски пасоши, а не македонци со потекло, со македонски гени, со македонско потекло. Памтам порано годините, првите години независна Македонија, наше ВМРО македонско, предлагаше дека секој македонец од цел свет, што има македонски корени, да добија македонски пасош. И овие од СДС беа против, а дадоја 150.000 македонски пасоши државјанства на косовари населени за време на СФРЈ, кои 2001 година не направија војна во Скопски, Кумановски, Тетовски села. И тие се терористи, според вас, дали вие имате искуство преку роднини или што знам да процедурите се многу покомплицирани за добивање наш пасош? Лично мој роднина, јас сум немал така, но велам дека жал ми е што овие години са 5-6 години, најголеми криминалци, убијци, наркодилери се фалеа на видеа по телевизии наши дека добиле и биле блиски со заед, блиски биле со дуи со извинувам, а еве гледачите спомнаа дека и Субатра Рој доби македонско државјанство. Тој доби, ама имаше идеја да инвестира, од инвестирате и во Америка и во Англија како светски бизнисмен. Но жално е што со оваа власт убијци, криминалци добија. Добро, благодарам за јавувањето. Ете, слушате што велат гледачите, доколку сметате дека имате нешто поинакво да кажете или имате сосема идентичен став, како и да е, ве очекуваме да се вклучите и тоа веднаш во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, Црвена линија. Добар ден. Ве слушаме. Најверојатно се исклучи гледач. Да, во Црвена линија сте, повелете. Ние телевизорот Google знам сакам да зборувам нешто за темата што беше за пасошо. Секако, повелете. Повелете. Иначе, во право е, нашите служби не треба да му даваа на такви највидните речиме кои се гонети особено од нивните држави, не треба да му даваа пасоши. Тука малце може направено на лошо излагање, што тој може не изгледа, него нашите спада да кажа го спортиста и му одобрија во тоа. Дали ме слушате? Да, продолжете, ве слушаме, секако, продолжете. Тука може малце да направена грешка. Како се вели Ковачевски, дека треба се преиспитат тие организации што му дозволиле да тако спортиста да му дадат, тие може не знае дека тој е баран со меѓународна потерница или е главен на црвената листа од Соединетите американски држави. А иначе таквите личности треба да има носно кај нас, натрешно ги речеме, да има педигрие и да знае со која личност работи. Овде може направи некои пропусти, ама мислам дека во иднина тоа ќе се исправи. А не како што кажува господинот пред мене што беше стале, не знам из одбора, мисли само ама мајка Македонија, татко Бугарија, иначе друго не нешто да кажи. Затоа велам јас, таквите работи треба да се кажува. Вие Телма многу добро, ја речеме војните. Благодарам, цениме тоа што се вклучивте во денешната дискусија. Гледајте и понатаму. Инаку има информации дека еве и Онишченко всушност посакал македонско државјанство, бидејќи според него оценил дека би имал таков со нашето државјанство најдобри шанси да освои медал на коничката Олимпијада. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Најдобро да добива македонски пасош си е пари. Ако имаш да платиш кај нас за жал
функционира кај што бургија не буши, пара буши, како е таа стара поговорка. Така да, за жал, ја не знам како во Шпанија на господинот како можело да не му дадат пасош, кај нас не е проблем, ние немаме ова, не знам, спортисти за коњи, кога станавме ние и спортисти за коњи, и кој конички клубови, меѓутоа, за жал, кај нас све си поминува така со пара, али тоа е нешто не знам, нешто неверојатно. Еве и пред тоа колку пасоши им дадова на колку луѓе, таму 200 колку луѓе беа. Така да, за жал, кај нас функционира све како што не треба. Тоа е нашето, не знам, ние тама сме една многу јака светска држава, значи ние сме многу познати како Панама, да речем буквално, затоа што кај нас не можеш да добиеш сите криминалци и негативни, да ги наречам, ајде, не е битно кои се, што се и како се, кај нас може да добијат пасош. А оној што е најлегитимен, како да кажем, и што живее тука и што требе, тоа да го направи, за него е многу најтешко. Така да ние сме ептен познати и држава број 1 во светот. Ја не знам зашто толку сите криминалци и луѓе со негативни што се бараат пасоши во Македонија. Што толку македонскиот пасош вреди? Значи македонскиот пасош вреди, а за жал нашите македонци взимаат. Внимавајте на тајмерот. Благодарам за вклучувањето. Одиме со еден твит на Герасим, кој што вели бил дури седми на некоја трка, па добил македонски пасош. Замисли, што му дале на првопласираниот? Како и да е, за да се добие македонски пасош, ве прашуваме дали имаме саглам процедури и што е најважно за да се добие брзо македонско државјанство. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од црвена линија. Видите, многу прашина се дигна за еден пасош. Па Заев и Спасовски дадоа 250 на најголемите светски криминалци македонски пасоши. Па кај 250, его и овој еден 251. И благодарам пријатно. Тоа беше се. Добро, благодарам. Имаме гледачи кои што се, еве, како овој гледачи, екстремно куси, јасни. Благодарам секако за јавувањето. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот, подобро ќе се слушнеме. Ало, еве го затворим. Одлично. Скросе, телевизорот е на нула. Супер, ме повелете. Слушате? Да, ме одлично слушате? ме слушаме, да, повелете. Јас би ве замолил. Прекрасна водителка сте. Еве еден комплимент до вас. Благодарам. И уште еден. Може? Да, повелете. Многу убаво изгледате. И така треба еден водител да изгледа. Благодарам. Да се Ве вратиме молам. на темата за македонско Еве државјанство. ваката темата. Да ги оставиме институциите да си работат својата работа и да си издаваат пасоши како што си издаваат редовно. Со документација пропратна со све. Меѓутоа, сакам една порака до господинот, така да го наречам, ај не го велам господинот, туку ќе речам, до другарот Тале од Прилеп. Мора Тале, не лапај многу од реката, од Прилеп, од Лајнарка, одиќе закон. Драго ни е што се вклучивте во црвена линија, но ве подсетувам, сите останати кои што понатаму ќе се вклучите. Црвената линија автоматски се вклучува. Што значи не користете погрдни зборови, може да не се сложувате со некој од гледачите, но ве молам да останеме во рамките на пристојноста и секако без навредливи зборови и зборови кои што алудираат на говор на омраза. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, вие сте во црвена линија. Вие Ве слушаме, се слушаме, не? Да, продолжете, во црвена линија сте. Добро. Многу добро поставено. Знаете што? Секој може да добија пасош, ме слушаш ме? Секој може да добија пасош. Зашто во Македонија? Па где е мајка си изгубила барајте во Македонија? Не се знае, кажи кој пија. На сите криминалисти и остранство и ове и двојни пасоши се. Па се е јасно, зошто поќе да зборуваме? Многу кратко, не мора да губам време. Ова е барана држава.
Ако е тоа се, благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Сега малку удишка со реклами и ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Се уште имате време да дадете свој одговор таму. Сега е моментот кога и ќе ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Тоа е Причина Плюс. И да не заследите таму, па веќе утре активно да заземете учество со останатите инстаграмчи кои што ја следат Црвена линија. На денешното прашање имаме ли уште врвни спортисти со македонски пасош за кој никој не знае? Со да одговорија 67%, а со не 33%. Јас ви се заблагодарувам на сите вас кои што не следевте, гледавте, особено оние кои што иззема активно учество во Црвена линија. Утре во нашиот стандарден термин се гледаме, сега уживајте во програмата на телевизија Телма. Довидување.